Današnji ден je navistina ubav februarski, 9. februari 2023 godina. Деветката е најголемиот број, од 1 до 9, деветката е најголема. А 9.2.2023 година, ако се соберат сите бројки, на крајот пак излегува 9. Значи, ние денеска се наоѓаме во најголемиот број, што значи дека денешнава наша мисија би била здобитна комбинација, така? Мир и хуманост. Па, мир и хуманост, тоа ни е целта, нели? Тоа е ти долги години таа мисија на хуманоста ја водиш, помагајќи им на сиромашните, на бедните, на несаканите, а исто така и на оние лица со попреченост, што јас еве знам дека ти долги години се дружиш со нив и помагаш. Навистина тоа е голема хуманост. И токму еве, имајќи го тоа во предвид, јас тебе ќе ти доделам една Цветинова награда за мир и хуманост, што од прилика ти ќе бидеш и најмладиот хуманист и добитник на оваа моја скромна награда, но наградава ќе дадена од срце и верувам дека ќе ја продолжиш твојата мисија на хуманоста, помагајќи ги сите овие луѓе кои навистина бараат одредена помош, бараат одредена љубезност кон нив и верувам дека твојата мисија и мисијата на мирот со цвеќето јас што ја водам не зближува. Јас се извинувам што ќе ја прекинам, мене ми е многу драго што влегов во големата градина Цвети. Таа градина е огромна и со широко срце и само сакам да напоменам дека првичната мој порив за душата од секогаш ми била таква, меѓутоа поривот кога ве видов, кога бевме на площад, не знам колку се сеќавате за децата со Даунов синдром, кога видов како ги правите несебично цвеќињата и ги делите, јас се зачудив, па овој човек не наплаќа. Од тогаш јас ја сватив поентата на дарувањето без барање на очекување. Од тогаш јас, всушност, вие сте индикаторот на целово ова што се случува долги години со мене денеска. Да не напоменувам во милиарда ситуации мојата помош кој што ја примиле луѓе, се збунувам, наградата не можам да ја дочекам. Да, тоа е заслужена награда на вистина и многу ми е драго еве што и тебе ти значи оваа награда. Превише ми значи, затоа што се веќе во градината на Цвети. И токму еве оваа награда не е во пари, во вредност, но е бесценета. Апсолутно се нажив, и благодарам многу Чичко Цвети. Јас би ја покажала наградата. Не знам дали ќе се види. Прекрасно е ова. Многу сум свекна, ти благодарам многу. Благодарам. Да си здрава и жива и да продолжиш со оваа твоја мисија. Апсолутно, ја без тоа не можам, тоа е мојата завист, тоа е мојот порив. На сите луѓе како тебе, навистина ќе биде драго да им подарам од овие мои цвеќиња на мирот и хуманоста, создавани со многу љубов во Скопје, во градот на светската солидарност. А воедно ќе ти подарам и една монографија која е направена од Вера Монсамарјанин, која моментално е во Канада. Натре има податоци за мене повеќе, така да... Јас прочем ви го знам вашиот живот, али ќе ми биде голема чест да имам оваа книга во мојата библиотека. Овде се наоѓаат така повеќе слики, фотографии, текст. Еве ги моите ќерки, мојата сопруга. Така, кога сме веќе кај сопругата.
внукот Само мој. сакам да се задржам на сопругата. Јас, пошто се исто, меѓу другото, покрај хуманитарноста и донирањето и сето тоа што го правам за сите луѓе, како што напоменавте вие, сакам да ви одадам еден мал почит. Ова е, јас правам наки, меѓу другото во слободно време, една алка со елементи од Сваровски. Тие ги правам, се надевам дека на сопругата ќе и се допаѓа оваа алка, ова е подарок за вас. Благодарам многу. Ние годинава одбележуваме 50 години златна свадба и навистина Многу ми е се совпаѓа. многу ми е мило, еве како да сум знаела, се надевам ќе се допаѓа, И повелете. благодарам многу. Да ја поздравите многу, иако не ја познавам, предпоставувам дека има златно срце исто како Да, вие. Ова се таа, елементите да. Сваровски, јас тие ги Таа да приготвам. не, јас не можам овие цвеќиња да ги сликам. Па секако дека мораме да имаме некој ветар у леđа, што би рекли ние да. црногорците. Ви благодарам Ви многу, благодарам Чичко и јас Цвети. многу, тоа навистина ми направивте голема чест. Ова е една мала ситница, мал гест кој што мислам дека не значи ништо, али ете како да сум знаела дека е 50 годишница и се надевам Да, дека многу ти благодарам. се надевам дека ќе бидеме сите пред се хумани, пред се разбирливи, пред се да ги разбираме другите, да влагаме во другите чизми, како што ја секогаш велам, да ги разбереме луѓето и колку што можеме да помогнеме. Впрочем, има многу безпомошни лица, а и оние со помош и што не им треба помош да им подариме нешто, еден гест да ги устрети. Јас жена да ја видам на улица, ќе ја дадам еден комплимент само за да ги се почувствувала убаво. Затоа што навистина е убаво да ги устрепуваме луѓето, така и се устрепуваме самите себе си. Тоа е една многу голема работа да се чувствуваме задоволни со самите себе си и со другите околу нас. Ви благодарам, доктор Цветин. Јас монографијата ќе ја покажам уште еднаш. Ова е прекрасно нешто, јас ова ќе го чувам како драго.